Од полициска бруталност до загрозена здравствена и социјална заштита. Со години исти институции на врвот на прекршители на човековите права. Ни требаше ли прибез за да ни укаже на грешките? Дали пратеничкиот дефокус за препораките на омбудсманот укажува дека фокусот на институциите кога се во прашање човековите права е сепак само на хартија? Кој да ги штити правата на граѓаните кога и бранителите на човековите права газат по минско поле сместено за нив во законите. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Ова се прашањата и дилемите за вечерашната топ тема на ваша страна, во која ќе дебатираме за нив со компетентни гости. Народниот правобранител Иџет Мемети, Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет, и Беким Османи, универзитетски професор. Секако неодминливо е и коментар на веста на денот, а тоа е правда на македонски начин. 11 припадници на МВР ги изгубија своите работни места затоа што не презеле ништо на црниот четврток за да ги спречат пратениците да ги отворат собраниските врати. А за пратениците, барем досега, немаме информација што и како е преземено, односно дали воопшто се повикани и на распит. Интересни теми, останете со нас, почнуваме за кратко. Добро вечер. Стивна вревата околу дефокусот на пратениците, па тие во втор обид, прашање е колку е легитимен и деловнички, сепак успеа да ги изгласаат препораките на Народниот правобранител, еден од првите и основни документи кои што стоеше пред нив по краткиот одмор за локалните избори. Но дилемите и понатаму остануваат, а тие меѓу другото се: дали тој дефокус е всушност показател дека фокусот на институциите кон човековите права е само кон лист хартија. Ова е работниот наслов на вечерашната топ тема. Добро вечер, јас сум Боби Христов, а мои гости за неа се Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Добро вечер и добре дојдовте. Иџет Мемети, народен правобранител. Добро вечер и за вас. И Беким Кадрију, универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Сепак, пред почетокот на темата што ја најавив, мора да почнеме со коментар на она што денеска е вест на денот, а е и илустрација за правдата или неправдата на македонски начин. 11 припадници на Министерството за внатрешни работи изгубија работа по предходна дисциплинска постапка затоа што не презеле ништо и немо го наблюдувале отварањето на собраниските порти од страна на двајца пратеници на крвавиот четврток. Пратениците во меѓувреме нема информација дали воопшто се повикани барем на распит или сослушување кај обвинителството кое што за организиран криминал, кое што откако снимките пробија во јавноста, зашто имаше предходно обид да бидат украдени од собранието, но сепак пробија во јавноста, меѓу другото токму и во оваа емисија, од тие снимки јасно се виде и кои се пратениците и кои се актерите. Од тука и прашањето, Уранија, да почнеме со вас, што покажува ова во однос на македонската неправда, задоцнета правда или отсуство на правда? Двојниот аршин или селективната правда беше карактеристика на владењето на ВМРО ДПМН. Јас морам да истакнам дека она што граѓаните го бараа и го очекуваат од оваа власт е токму оваа карактеристика да стане минато. Морам да истакнам дека за крвавиот четврток, за 27 април, дека Хелсиншкиот комитет достави специјален извештај до основното јавно обвинителство, каде што беа идентификувани 28 кривични дела, кои што се случија таа ноќ во собранието на Република Македонија. Вклучително и оние кривични дела за кои што постои основано сомнение дека ги сториле пратениците, за кои што зборуваме. До денес ние немаме добиено никаков одговор
на овој специјален извештај кој што требаше да биде третиран како кривична пријава. Тој ваш извештај тогаш беше сосема игнориран и долг период истрагата ја водеше Скопското обвинителство се до моментот кога во ова студио и на една друга телевизија не беа прикажани снимките од отварањето на Собраниските врати, кои потоа го натераа обвинителството или го принудија на некој начин да ја пресели истрагата во на повисоко ниво. Меѓутоа, ние се уште немаме никакви информации за таа истина. Ме прекинавте, тоа сакав и да го кажам, дека доколку се случи да едни одговараат, како што сега е тоа случај со припадниците на МВР, а високите функционери, односно поранишните пратеници, не бидат изведени, односно не се случи кривична правда за нив, секогаш ќе остои сомнежот дека можеби ќе се соочиме со она што се соочувавме во претходните 11 години од владењето на ВМРО ДПМН. Јас сметам дека сега со менувањето на нештата со новиот јавен обвинител, кој што беше избран пред неколку дена, сметам дека можеби ќе се случи чекор напред кога станува збор за кривичната правда во Република Македонија. Притоа сакам да нагласам дека токму од тие причини и се реагира во јавност така како што се реагираше на полициската акција за која што со толкава помпа извести Министерството за внатрешни работи, односно за рацијата која што беше изведена по скопските кафулиња, од проста причина што не се решава големиот, крупниот криминал во земјата, а се известува за една полициска акција која што навистина не е од толкав интерес за граѓаните. Граѓаните се чувствуваа несигурни во тоа дека постои правда во Република Македонија и оваа власт тоа треба да го смени. Но треба да го смени на начин што секој оној кој што сторил кривично дело ќе биде изведен пред судот на правдата. А тоа важи и за сите оние кои што се наоѓаат во врвот, поранишните пратеници кои што учествуваа во настаните од 27 април и за сите идни функционери од власта за кои што ќе биде утврдено дека можеби ги злоупотребиле своите службени овластувања. Господине правобранител, колку тоа чувство на несигурност и недоверба во правдата ќе продолжи во ситуација кога имаме казни дисциплински во овој случај одстранување од работно место за оние кои што не спречиле некого да стори нешто. Меѓутоа тие што го сториле, тоа се двајцата пратеници Муковски и Василевски, тие и натаму без проблем си дебатираат од собраниската говорница. Тоа е уште еден показател дека селективната правда во Република Македонија длабоко е навлезена. Кога ја прочитав веста, прво помислев на настанот кој се случи на тој ден. Сите имаме слика и како граѓани и како челници на институции. И почнав да размислувам по однос на извештајот на народниот правобранител. Што тој извештај со години констатира внатре во него по однос на селективната правда или неправдата. За жал, со години се повторуваме по однос на селективноста, по однос на неказнивоста, по однос на пристрасноста и така натаму. Секако дека ако остане, како што рече и Уранија, ако остане неказнивоста во делот на тие што им помага да се отварат вратите и така натаму, и како ќе влијае во невербата на граѓаните кон институциите и нема да има правда. Господине Кадрију, како ова емпирија да се преточи пред студентите низ теоријата? Па тешко е, знаете, ние професорите секогаш им го кажуваме тоа што студентите треба да го прават, во смисла тоа што е добро, тоа што е праведно и правично, односно што е во согласност со правото. Меѓутоа студентите се разбира секојдневно се среќаваат со прашања што фактички ги ставаат во ситуација да размислуваат во какво општество живеат и што треба да направат за правдата да излезе на крај. Значи, прашањето што го поставивте има и
фактички станува збор за едно основно начело во правото, а тоа е еднаквата примена на правото. Правото треба да важи еднакво за сите и секој што извршил одредено кривично дело треба да одговара, или секој што се, како викаме, се огрешил од правото треба да одговара во одредена форма. Тука се разбира споредбата што ја правите вие е малку различна, затоа што едни одговараат по основ на дисциплинска одговорност и како резултат на таа дисциплинска одговорност има отказ. Од друга страна се работи за кривично правна одговорност, евентуална кривична одговорност на пратениците. Сепак, како и да е, и во двата случаи, ако се утврди дека одредени носители Ја застанав тука, почитувајќи го правото на презумпција, инаку предпоставка е дека оваа дисциплинска мерка би повлекла понатаму и освен отказот би повлекла понатаму и некаква кривично правна одговорност во испитување на целиот тој случај, ако навистина ако се има утврди постоење на елементи на определено кривично дело во согласност со начелото на законитост. Како и да е, значи се работи за две различни структури, но сепак правото мора да важи еднакво за сите. Често пати се споменува имунитетот на пратениците, значи на сите ни е јасно дека имунитетот не ги штити пратениците од кривично правна одговорност. Може да имаат и определена заштита по однос на притворот, меѓутоа кривично правно одговараат пратениците како сите граѓани на Република Македонија. Значи не треба да оставиме впечаток дека сега кога се промени власта конечно во Република Македонија, дека треба да продолжиме со овоа неказнивост на кривичните дела, односно да оставиме впечаток кај обичните граѓани дека тие што се носители на одредени функции во секој случај не одговараат, тоест во секој случај лош пример. Но има еден интересен елемент кој што го спомена Пировска, тоа е дека тој систем бил карактеристичен за претходната власт, граѓаните сега очекуваат промени. Меѓутоа, во исто време се соочуваме со еден друг феномен, кој што еве го имаме повторно денеска, а тоа е одобрувањето на на неколку нови обвиненија на специјалното јавно обвинителство, меѓу кои што се траекторија и тарифа, и наеднаш 315 прислушувани разговори во траекторија стануваат доказ, и тоа од страна на основниот суд кој што до вчера ги одбиваше како доказ сите прислушувани материјали. И сега прашањето што се појавува кај јавноста е дали судството само го менува капчето на глава или тогата. Не, јас не сакам да верувам во тоа. Јас сакам да верувам во овој правец како размислувате вие, јас сакам да верувам дека судството се ослободува од спрегите на власта во тој правец. Значи, ние знаеме дека и специјалното јавно обвинителство и судовите на Република Македонија биле и беа се уште се под одреден притисок на властите, меѓутоа мислам дека тој притисок помалку се олабавува, а тоа се гледа во многу аспекти на функционирање и на специјалното јавно обвинителство, например преку прифаќање на обвинителните акти од страна на судовите, преку прифаќање на прислушуваните разговори како докази и од страна на првостепениот суд и од страна на апелациониот суд. Значи во одредени сегменти, значи мислам дека ова е прв пат денеска првостепениот да ги прифати, досега сите ги одбиваше, ги прифаќаше, апелација ги враќаше. Така. Значи јас не сакам да мислам дека судството, значи како викате вие, ја менува тогата, туку се надевам дека судството се ослободува помалку од спрегите на власта и се надевам дека ќе функционира независно со цел да ја дели правдата врз основа на законот и секој што сторил одредени кривични дела да одговара. Мемете, вие треба да имате соодветни докази околу тоа колку се ослободи, бидејќи во исто ова студио кога разговаравме околу прислушувањето, кога прв пат почнаа да се појавуваат бомбите, кога вие почнавте да преземате одредени иницијативи, одговорот симплифицирано простете беше никој не ме фер. Ниту УБК, ниту обвинителството, никој не одговара, никој
не реагира на представките, иако тоа им е законска обврска. Дури ви беа затварани вратите во УБК, иако треба да ви бидат отворени во било кој момент. Мислам дека полека институциите се обидуваат да одлучуваат независно. Меѓутоа, рано е да се каже дека судството многу полесно дише. Мислам дека се уште судството тешко дише. Видите, сите бевме свести и сите знаеме дека дали прислушкуваните разговори се доказ или не се доказ, тоа одлучи собранието со закон кој беше донесен скоро од сите пратеници. Повеќе гласови имаше отколку Уставот на Република Македонија. И тука ниеден правник не може да стави прашалник дали се доказ или не се. Така да, судиите полека почнуваат да се ослободуваат, но се уште се во една пресврсница, тоа е перцепцијата на граѓаните кои доаѓаат кај нас, дека се уште не можат слободно да одлучуваат, додека порано, еве ова е мислењето на граѓаните, додека во претходната власт тие гледа притисоци директни по однос на конкретни работи. Сега има едно уплашување на сите судии. Што ќе се случи со нас? Така да, во таа психичка пресија, ја се плашам дека може и да настанат и пропусти и грешки, сакајќи да се покажуваат. Затоа што не може до вчера граѓаните кажаа дека судскиот совет е класично селективан или судиите, од кога се промени власта, целиот тој судски совет, тоа го зборуваат граѓаните, се сврте на другата страна. Така да, мислам дека затоа и прашав дали е ослободување или менување на тогит. Или еве уранија за доцнета совест или... Дискутабилно прашањето за интегритетот на судиите. Јас не би рекла дека станува овдека збор за ослободување. Напротив, јас сум повеќе поборник на идејата дека тие едноставно сега по некоја си инерција почнуваат да постапуваат во саканата насока, за да се ги задржат својата позиција. Апсолутно. Тоа е македонскиот менталитет. Тоа не е присутен само во судството, тоа е присутен и во целата јавна администрација. Значи, сега имаме ново мнозинство, за да си ги задржиме позициите, ние ќе се држиме до она што тоа ново мнозинство го бара од нас. И тука јас не сметам дека судиите кои што досега беше евидентно дека злоупотребуваат судиската функција, дека постапуваат по директива на извршната власт, зборувам за поранешната власт, дека треба да поминат без каква било одговорност, затоа што сега одеднаш почнале да постапуваат согласно закон. За мене, правосудството е најгорливото прашање. Ние нема никогаш да дојдеме до она што значи владење на правото, доколку не се случат одредени постапки кои што ги доведат до тоа да се преиспита одговорноста на одредени суди. Особено кога станува зборот за судскиот совет. Имаме 5 пресуди од Страсбур за суди кои што биле разрешени. Судијата Дума, Попчевска, ако ви текнува? Но сепак јас мислам малце поинаку од тоа. На Република Македонија не требаат такви чекори кои секако дека во општеството ќе оставаат големи делби. Сепак овие треба да ги примаме како процеси, ние растеме како општество и како индивидуа. Мислам дека тој процес побавно треба да тече, а не на начин кој би можел да остави поголеми последици. Не може да зборуваме за одговорност на судиите општа. Не можеме да зборуваме за судски реформи. Јас не реков општа одговорност. Да, сепак низ процедура
која го дозволува уставот и законот. Затоа што кај судиите има едно чувство, јас разговарам и суди, има едно чувство дека дојдена е новата власт и ќе се прави одредена хајка против судии. Јас не ги оправдувам таквиот начин на постапување. Сепак треба потемелито да се разгледуваат работи. Не можеме ние да засегнеме во реформи во судството како сака едната страна или како сака владеачкото мнозинство. Сепак се работи за процеси во кои сите треба да учествуваат. Јас сум убеден дека така ќе се случи. Вете, затоа што се почна одредени постапки, па ако сакате, и во Советот за реформи на правосудниот систем, мислам дека Брисел виде некои погрешни правци и вика, односно не собра и вика, сепак таквите работи треба малце со поголема. Морам да реплицирам тука да нема дилеми во јавноста, бидејќи народниот правобранител во друга насока ја одведе мојот исказ. Значи јас не зборав за генерален реизбор на судии. Да се разбереме. За индивидуална одговорност. Зборувам за индивидуална одговорност на одредени судии кои што ја злоупотребиле својата функција и можеби сториле кривични дела. Апсолутно не зборувам за генерален реизбор на судии. И велите растеме, да, преживеавме овчи сипаници, јас се надевам дека нема да ги прележиме. Очигледно дилемата очигледно дилемата за доцната совест или менување на тогите е присутна дури и на оваа маса меѓу професионалци кои што детално го следат целиот процес. Дилемата што ја поставувате вие, дали судите ја менуваат тогата. Значи јас реков дека јас не сакам да верувам во тоа. Мислам дека е моментално рано ние да ја прејудицираме од сега работата на судовите. Бидејќи сомнежите се такви, доаѓаат од судии кои што до вчера се однесувале сосема поинак. Бидејќи да речеме конкретното прашање што се однесува на употребата на прислушуваните разговори. Јас како правник се надевам и соговорниците се согласуваат дека и во согласност со судската пракса на Европскиот суд за човекови права, ваквите прислушувани материјали можат да се служат како доказ во кривична постапка. Со тоа сега, вие ја поставувате таа дилема и јас викам, се надевам дека судовите сега постапуваат во согласност со уставот, законите и таа пракса на Европскиот суд, а не дека ја менуваат тогата во смисла дека не можеме да ја предуцираме одма работата на судовите после промената на власта. А се согласувам апсолутно дека судовите не се независни. Со промената на власта судовите не стана по автоматизам независни и се разбира функционирањето на независното судство е еден од најголемите услови за функционирање на правната држава во Република Македонија. Амети, имате реплика или да продолжиме со... Не, тоа е по однос на прислушкуваните разговори. Мислам дека одлуките на судот беа различни од причина што тие оставија впечаток во јавноста дека се закопани во различни табори и точка. Што сакам со ова да кажам? Тие не се противзаконски прибавени. Без закон, реков, донесов. И тука е чиста работата. Донесен е закон дека тие треба да се употребат во судски постапки за да се расчисти целата работа. И добро, тука нема никакви дилеми. Затоа ја поставив дилемата, бидејќи вие на различни нивоа експертски го следите целиот процес, меѓутоа она што доаѓа како информација до обичните граѓани и првичниот заклучок е ја сменија бојата. Меѓутоа се враќаме на она што е базично наша вечерашна тема, а тоа е како бранителите на човекови права да ги бранат правата на граѓаните кога и самите газат по минско поле подметнато што од законите, што од институциите. Како вовета во предизвиците, Александар Манасиев со анализа на забелешките на Прибе, но и подсетување на оној дефокус кој што ги избламира македонските пратеници. Пратениците дефокусирани, правобранителот разочаран, државата фокусирано уназадена.
Вака наедноставно може да се сумира трагикомедијата што се случи во собранието за време на гласањето на препораките на народниот правобранител за подобрување на човековите права во земјава. Уште не ги загреа столиците, а пратениците избрани во декември лани го направија досега неголемиот кикс. За време на гласањето во собранието беше обезбеден кворум, но извештајот на Мемети не помина, бидејќи во салата од присутните 61 пратеник загласале само 37 од потребните 40 за негово усвојување. Пратениците се бранеа дека сториле техничка грешка. Вчерашниот настан на седницата на Собранието на Република Македонија всушност беше превид и техничка грешка. Се работи за технички пропуст затоа што во моментот сите присутни кои беа пратеници во салата не го притиснале копчето, не гласале. Меѓутоа нема начин како тоа да се врати. Тоа ни беше објаснато од страна на претседателот и ние овој технички пропуск ќе го решиме на тој начин што како координатори на најголемите пратенички групи се договоривме уште еднаш да поминеме низ текстот и како наш предлог да го доставиме до собранието. Сепак за Мемети овдека не станува збор за грешка, туку за несериозен третман на владеачкото мнозинство кон прашањата поврзани со човековите права. Беше сменен законот за народен правобранител и во законот стои дека собранието е должно да гласа мерки за да ја задолжи владата. Прв пат требаше да се примени новиот закон со цел да се задолжи владата да ги спроведе тие мерки, да ги подобри состојбите. Тоа не се случи. А кои се клучните препораки на правобранителот во насока на подобрување на човековите права во земјава? Тие се изведени од препораките на Прибе, каде голем акцент се става на тоа како да се департизираат државните институции и како да се воспостави ефикасен надворешен механизам на контрола. Во вториот извештај од септември годинава Европската комисија најде сериозни забелешки за непреченото функционирање на независните регулаторни тела, како правобранителот, Државната комисија за заштита на личните податоци и Државната комисија за спречување на корупција. Овие независни тела се соочуваат со низа проблеми, од несоработка на државните институции, преку нетранспарентност во именувањето и разрешувањето, до финансиска зависност и други сериозни проблеми. Од тука се и препораките од кои голем дел се содржани во извештајот на Народниот правобранител. На прво место е зајакнување на надворешната контрола во работењето на МВР и на јавното обвинителство со формирање на надворешно тело во рамки на Народниот правобранител, со вклучување на граѓанскиот сектор. Второ е да се зајакне внатрешната контрола на МВР со цел истата да носи независни и објективни одлуки. Потребно е да се креира национален регистар на лица лишени од слобода, до кој непречен пристап би имал Народниот правобранител. Во делот на социјалната заштита, правобранителот предлага во буџетот да се обезбедат пари за непречена исплата на социјалната помош и зголемување на истата, како и законски измени кои дискриминираат лица на кои е потребна ваква помош. За подобрување на правата на децата се предлагаат советувалишта за брак и за семејство, како и воспоставување на ефикасен систем на следење на децата во ризик од страна на социјалните служби. Правобранителот има вкупно околу 60 препораки и мерки во други области како работничките права, екологијата и финансиите. Сепак, сето ова може да биде само лист хартија, кој повремено ќе ги дефокусира пратениците во собранието или пак министрите во владата. Тоа беше подсетување и од анализа на Александар Манасиев околу препораките на Народниот правобранител. Господине Мемети, со што толку ги збунивте пратениците? Навистина се обемни, ги има за во сите сфери, некои се па и тешко разбирливи, особено за обичните граѓани, меѓутоа веројатно не и за пратениците кои често велат, што ќе го читам извештајот на Народниот правобранител, секоја година е копи-пейст или копирано од претходната година. Тие што викаат таквите го гледаат само извештајот, не го читаат. И гледаат само кориците, а кориците вистина се исти. Секоја година се исти, а внатре не е баш исто, секоја година има други внатре работи. има нови податоци и има и некои работи што се исти. А тоа се имаме направено и таква анализа дека кои се институциите што не одговараат, одбиваат да соработуваат, тие се исти. Да, но затоа имаме и друг прилог. Ајде на ова да се меѓутоа за случаеви кога не истите граѓани се жртви на таквите институции, туку други граѓани. Има едно повторување, но жртвите продолжуваат да се други граѓани, а не тие кои ги имало во некој извештај порано. Јас често ме прашуваат
Правобранителе, што се случи? Зошто беше ова вака? Зошто пратениците не ги изгласаа мерките, ако ги гледат мерките дека се многу јасни и работи кои здрав разум не може да го прифати дека не сака тоа да се случи. Јас не можам да верувам дека има некоја друга позадина. Битно е дека 3 работи утврди експертската група. Ја препозна институцијата дека може во вакви ситуации многу повеќе да направи. И затоа, како прва задача, односно како прва обврска на државата, вика, на оваа институција и требаат повеќе пари да не биде зависна од извршната власт. Понатака, на оваа институција и треба да се прошири мандатот. И третата работа, која е многу крупна, како да се ефектуираат неговата работа. Односно, општите препораки, инаку поединечните над 80% се прифаќаат, ако граѓанин бара одредена заштита. А општите се како да се подобрат системите во нашето општество. И таму виде дека, ако ова институција нема друг присилен инструментариум да делува, дај да му најдеме сојузник. А подобар сојузник од парламентот или од собранието за ова институција нема. Затоа што сите... Граѓанскиот сектор. Сите, заедно со граѓанскиот, ќе го кажам и тоа, Привет точно го нотира истото, што и вие го викате, а не го прифатија. И вика, од парламентот излегуваат во секоја парламентарна демократија контролните механизми. И сега, природно е таквите да наоѓат сојузништво во парламентот. И рече дека по негова иницијатива, ако има проблеми, собранието да формира специализирани анкетни комисии, во кои како сојузници парламентот, омбудсманот и невладиниот сектор, што вика Уранија, би можеле да на поефективен начин да ја контролираат извршната власт, која не е забегана со години, и преска зборуваме за тоа. Ајде да застанеме тука, бидејќи ова е вистинската поента, бидејќи вистинскиот партнер е препознаен во парламент. И невладиниот сектор. И во невладиниот сектор. И вие, и невладиниот сектор во партнерството со парламентот се соочуваат со една работа. Тоа може да биде само низ форма на комисија. А кај нас комисијата е инструмент за да се започне некоја работа. Дури она што го преземавме однадвор како докажан и ефикасен инструмент надзорната расправа, кај нас воопшто не функционира. Се додека не се промени свеста на избраните народни избраници, на пратениците. Затоа што кој е сојузник на омбудсманот и на невладиниот сектор денеска? Ајде да кажеме од јавните власти. Извршната власт не. Парламентот не. Медиумите, јавниот сервис не. Осамени сме и омбудсманот и невладиниот сектор со приватните медиуми. Вие, ќе ви кажам еден податок, Мемети, институцијата Народен правобранител 10 години не се појавила на јавниот сервис, кој има должност тоа да го направи. Со кој е сојузник собранието, пратениците, со извршната власт? Тука говориме за една повторно целосно изместена ситуација. Пировска и Кадрију, смееше ли ова воопшто прво да се случи? И што говори за свеста и одговорноста, ако на крајот, а верувам дека на крајот ќе дојдеме дека за да се до констатацијата дека за да мрдат работите треба пред се менување на менталитетот и свест. Човековите права беа за жал многу години на маргините на сето она што се случуваше во општеството. Во секоја ситуација беа тргани на страна заради некои поважни работи. Ние сметавме дека кога ќе дојде до промена на власта, тоа ќе се смени. Човековите права ќе бидат сериозно земени во предвид при владењето, односно постапувањето на новата власт. Крајно несериозен беше односот на претениците. Тој ден во собранието најдена, мислам, на осуда одречи си сите релевантни фактори, меѓу другото и ние излеговме со соопштение и други организации. Сметам дека едноставно се работи за тоа што рековте свест, за важноста
прво за институцијата Народен правобранител, човековите права се подразбира, но и некаков си субјективен пристап, бидејќи јас најдов на некои коментари од типот, поготово по социјалните медиуми, па иджет ме метили најде сега да Кај беше на 24 декември, меѓутоа не беше во прашање личноста, туку беше во прашање институцијата и обврската дека ова е нешто од што треба да се почне. Ама тука сакам да кажам дека повторно доаѓаме до заклучокот дека се нема свест, ние зборуваме за институцијата Народен правобранител, не зборуваме за иджет Мемети. Од големо значење е за човековите права во земјата е таа институција да има простор да постапува. Да и се дадат финансиски средства за да може да действува. Да и се даде независност. Бидејќи доколку тоа не се случи, се што ќе гласаат понатаму пратениците и сите измени во Законот за Народен правобранител нема да значат апсолутно ништо. Народниот правобранител и сите независни институции мора да бидат независни од извршната власт. Тоа пред се значи финансиска независност. Ке ги разговараме сите тие елементи, особено е значења препораката која што ја има овдека во препораките на Прибе во однос на контролата на службата нова која што ќе биде за прислушување, каде што токму е воспоставена таа релација Народен правобранител невладин сектор, меѓутоа мислам дека во она што знаеме од нацртите го нема, но еве Кадрiju кој е вашиот коментар околу ваквиот потеки, што тоа говори за сериозноста со која што им се приоѓа на овие прашања кои што засегаат во различни области, иако обично кога ќе се спомне Народниот правобранител, Хелсиншкиот, заштитата на човекови права, обично се мисли на она полициска тортура и такви видови на случаи, меѓутоа тоа е правото на живот или правото на чист воздух кое што сега институциите не ни го обезбедуваат, преземајки или не преземајки тоа што им е должност. Па видете, човековите права фаќаат секој сегмент на човековото постоење, на човековиот живот, а не се однесуваат само на тие аспекти кои ги спомнавте вие. Се работи конкретно за една нова надлежност со која собранието ја обврзува владата да преземе одредени мерки во согласност со тоа што го бара Народниот правобранител како институција. Мислам дека однесувањето на пратениците беше незрело и мислам дека пратениците не беа свесни фактички за што станува збор во тој момент. И се согласувам со тој впечаток дека пратениците во моментот кога сфатија дека се работи за една вредност која е заедничка за сите нас, а тоа се човековите слободи и права. Мислите дека сватија дека е една вредност или сватија дека пропуштија и поставија спрепка на владата која што се обврза пред Прибе дека ќе помине во собранието? Пратениците се освестија во правец дека новата влада, меѓутоа не само новата влада, секоја влада мора да ги има во секој случај предвид човековите слободи и права, а меѓу другото и надлежностите на институциите кои ни ги штитат, вклучувајќи го и Народниот правобранител. Треба да го изгласаме заради Прибе, тогаш е лош. Не мислам дека е само Прибе. Мислам дека воопшто, значи, генералниот дискурс, односно однесувањето на новата влада во правец на владење на право, почитување на слободи и права, независно судство. Значи, целиот сите овие вредности што се значајни за секоја демократија, мислам дека во тој момент кога пратениците сватија дека овој момент го пропуштија, тогаш се вратија и изгласаа тоа што го бараше Народниот правобранител. Видете, посакував да е така. Меѓутоа се случи нешто друго, што може би јавноста нешто и знае и не знае. Се случи да јас во 12 часот одржувам пресконференција. После тоа се случи реакцијата на владата. И затоа почнав јавно да ја пофалам владата. По однос на тоа што значи однос или комуникација со институцијата ОМБУДСМАН. Таа прво реагираше.
и рече, без разлика дека собранието не ги утврди мерките, ние ќе се заложиме таквите мерки да ги спроведеме и после 6 месеци ќе кажеме, односно ќе дадеме отчет. Од после мене ме повикаа во собрание сите групи и разговаравме што да правиме. Ова е Иако во вистината. принцип владата не сме да врши влијание врз собранието, Ова кое што не е беше посебна тоа. власт. Меѓутоа таа Али прифати тоа обврска. беше пораката која беше пратена до пратениците во собранието. Добро, владата Инаку- веќе имаше предходно донесена одлука, бидејќи Инаку- таа произлегува од извештајот на Според Прибе, дека нештата треба да би ги требало да задолжи оди по тој институцијата. Сакам да редослед речам да дека се- не требаше да се случи да владата реагира за пратениците утредента да одржат седница на која што ќе ги изгласаат. И да не заборавиме дека за време на шарината револуција и пред да се случи нели падот на режимот, извештајот на Прибе беше своевиден манифест на шарината револуција и на Социјалдемократскиот сојуз. И затоа беше постоеше една огромна запрепаstaност на пристапот на пратениците кон една таква тема и кон препораките на Прибе. Меѓутоа, кога веќе зборуваме за тоа и за односот кон владата и нели основното прашање за бранителите на човековите права, јас морам да кажам дека беа направени одредени чекори и постои волја да се соработува. Но јас тука морам и да во своето искажување и да апелирам до владата дека ние не очекуваме само да ги ставиме знаете таа соработка да ја ставиме на хартија, да пишеме меморандуми за соработка, Да бидете да се каже декларативно дека постои волја. Премиерот Заев од првиот момент кога беше нели изгласана новата влада, кажа дека блупринтот, кој што исто така продукт на граѓанскиот сектор, ќе биде имплементиран, се случи тоа да бидеме ние членови на работни групи, да учествуваме во изработката, еве, стратегијата за реформи на правосудство, во кој што најголемиот дел од нашите препораки кои што беа дел од блупринтот се имплементирани. Сакам да речам дека ние секогаш ќе ја задржиме предпазливоста. И покрај тоа што сега ни е подадена рака, повикувани сме на сите состаноци, во сите работни групи, на сите јавни расправи во собрание. Нешто што не сме доживеале повеќе од 7 години. Јас сега за прв пат влегов во Министерство за правда, во Министерство за надворешни, во Министерство за внатрешни работи. Но сепак тоа не е доволно. Значи, ние треба да осетиме дека постои суштинска желба да се сменат нештата, да се смени културата на однесување на јавната од администрација, да се смени, како да речам, едноставно менталниот склоп на оние кои што одлучуваат за правата на граѓаните. И конечно човековите права да бидат во фокус. И да не постои дефокус кога се работи за човекови права. Дозволи две конкретни нешта да ги кажам. По однос на предизвиците со кои се соочува институцијата за да успее во тоа што е нов мандат, што се препораки на Прибе и така натаму. Две работи ќе ви изјавам. По однос на попречувањето, ако, затоа што вие на почеток и го кажавте, бевте попречени да ја водите истрагата како институција за прислушуваните разговори. Не, ја само подсетив вие што да. кажавте во ова Е, студио и што- го упростив до таа мера Так, дека што се се што случува? кажавте беше извинете луѓе, никој не ме ферма, меѓутоа и на тоа И затоа има во новиот закон има ваква можност омбудсманот. Ако е попречен да оди во влада. Што се случува сега? Значи, тој ментален склоп, тие што го спроведуваат законот, значи, имаме лоша структура која не може преку ноќ да се менја. Сепак тие се процеси, но добро е јавно да се разговара вака, да се зборува. Што се случува? Омбудсманот действува визави владата. Ако е попречен, многу сериозно треба да ги примат посебните извештаи и да ги стават на седница на влада, а не некој чиновник да одговара на омбудсманот, што и сега се случува за некои случаеви. Чиновник одговара: "Ја примивме вашата представка." Тоа нема врска со тоа. Втора работа, уште една. Вие со измените, Сега ќе ви кажам уште една работа што е многу битна, поврзана со менталитетот и за судската власт. Видете, јас добив мандат да можам да влезам во судските постапки. 3 случаеви сум отворил такви. Замислете, судија на моите, кога ја одат да ја следат постапката, односно кога ја влегуваат во судски процес како
пријател на судот, да помагаат судот да донесе праведна одлука. Со информациите кои ние ги имаме, судијата се прашува вака: не знам дали Законот за народен правобранител важи за нас. Видите, тој судија одма треба да оди дома. Значи, каде е одговорноста на судиите или по однос на примена на законските прописи? Судија? Значи, сепак сте за индивидуална одговорност на судиите? Па мора да има, без таква нема. Меѓутоа, таа треба да оди низ одредена процедура и така натаму. Од што и како треба да се почне? Имаше некои измени 2016 година, меѓутоа кај нас се случува половично. Значи, вие добивте некои ингеренции кои што сега еве прибе констатира доволни се, меѓутоа не до крај, можеби треба да се префрлате кај другите ингеренции. Вие пред овие измени само можевте да дојдете еве кај мене во емисија, на друго место, да организирате пресконференции и само да се жалите. Во меѓувреме сепак добивте некои ограничени инструменти, иако го немате крајниот инструмент, финансиската независност, бидејќи кога би биле финансиски независни, институцијата, не велиме Иџет Мемети, веројатно би тропнала и посилно на намаз. Добивме одредени инструменти со кои ќе вршиме поголем притисок кон работата на органите на јавната управа и кон другите институции. Но тој што треба да го спроведе законот е индивидуа, е чиновник. Ние имаме проблем со структурата. Имаме доста партизирана јавна администрација, која не помислува на закон, која никогаш не читала закон, која дошла по партиски клуч и така натаму. Тоа не може преку ноќ да се менја. И покрај тоа што законот не успеа до крај да ги ефектуира, заложбите на експертската група сепак е добар. Ма чекајте сега, ние не можеме до бесконечност да говориме дека тоа не може преку ноќ. Значи 2016 не можеше преку ноќ, сега пак ќе дојдеме во ситуација не можеше преку ноќ. Вие сте сепак институција. Да. Од другава страна имаме луѓе кои што работат во сегмент кој што се вели невладин сектор, бранители на човековите права, меѓутоа се сепак невладин сектор. Нивната моќ пак е многу помала од тоа што вие го имате како институција. Еден од инструментите за да се натера министер да ја спроведува препораката на омбудсманот е притисокот на извршната власт кон него. Друго нема. Омбудсманот делува на таков начин. Нема полиција за себе. И тоа е колкава е свеста на владата сериозно да ги свати препораките на омбудсманот, да заседава за нив и да му каже на министерот: ти тоа мора да го правиш. Владата е јака и тоа може да го направи. Затоа еден од инструментите е тој. На седница на влада да се расправа, кој е усвоен и го има сега во законот. Но сепак верувајте дека ќе ни треба уште многу време. Беким па Уранија, да. Мислам дека не е најдобар пристапот ако кога зборуваме за човековите слободи и права се фокусираме само на народниот правобранител. Народниот правобранител е еден од сегментите, затоа јас ја проширив дебатата кон нас, меѓутоа ако кон институција се постапува така, што останува со вас како кој што го пополнувате тој друг сегмент? Прашањето што сагам да го подвлечам, а што можеби парцијално се спомна, значи многу зависи од политичката волја од една страна, колку владата има волја да ги почитува и да ги штити човековите слободи и права. Во тој правец, ако владата има таква волја, ќе ги земе во предвид препораките на народниот правобранител, ќе ги коментира, ќе ги дискутира, ќе заземе одреден став, ќе наложи на министерот да презема мерки и така натаму. И без разлика, не е многу овие формални прашања, дали собранието ги изгласа или требаше владата да реагира па да ги изгласа. Ако има вистинска волја, не е проблем. Човековите слободи и права треба да бидат резултат на едно спонтано функционирање на едно демократско општество.
Спротивно, ако нема политичка волја, мислам дека властите секогаш и кога ќе ги дискутираат препораките на народниот правобранител, ќе најдат можност да нив ги ескивираат, да не ги почитуваат, да ги стават во фиока и така натаму. Значи многу е битна политичката волја од една страна. Од друга страна многу е битно и колку имаме политичка култура и свест да ги почитуваме препораките што ги дава една клучна институција за човековите слободи и права. Било да е тоа народниот правобранител или некоја друга значајна институција. Значи, мислам дека кај нас генерално, кај нас барем до сега, не постои висок степен на политичка култура за почитување на тие препораки. Без разлика поради кои причини, мислам дека одредени функционери, носители на јавни функции не сакаат некој да им виси над глава и да им кажува тоа е одговорност, треба... транспарентност, отчетност. Јас не сакам да разговараме за политичка волја и култура. Таа е составен дел, меѓутоа мора да има нешто што значи и обврска чие непочитување ќе биде санкционирано. Апсолутно се согласувам. Бидејќи ако ставиме се на менталитетот на политичката волја да созрееме, да ги анализирате вие парцијално. Тие се дел од вредностите на едно општество што го викаме демократија. Без почитување на владење на право немате човекови слободи и права, а владењето на правото претпоставува да функционерот го почитува законот. А ако законот му налага да ги почитува препораките на народниот правобранител, тогаш треба да ги почитува. Значи, владење на право, независно судство. Значи, човековите права се резултат на функционирање на едно демократско општество, како спонтан резултат. Не можеме парцијално да ги третираме и особено институцијата народен правобранител парцијално како таква и пристапот на владата спрема таа институција. Правејќи паралелата помеѓу институцијата народен правобранител и граѓанскиот сектор, ми дадовте простор сега за еден коментар, велејќи дека кога народниот правобранител кој што е институција од таков ранг, нели, не го почитуваат, што останува со граѓанскиот сектор. Мислам дека целата јавност знае во каква позиција беше ставен граѓанскиот сектор или поточно бранителите на човековите права за време на 11-годишниот режим на Груевски. Не беше ставена во ризик само нашата екзистенција, беа ставени во ризик и нашиот живот, нашето понатамошно обстојување и имиџот на нашите организации. Граѓанскиот сектор, односно 22 граѓански организации, беа под финансиска контрола од страна на Управата за јавни приходи цели 6 месеци и финансиската полиција при Министерството за внатрешни работи по барање на основното јавно обвинителство. Иако тие контроли завршија после смената на власта, до денес ние немаме официјална разрешница. И доколку тоа не се реши и ние не добиеме конечно решение за тоа каков е наодот од извршените контроли, иако нормално не беше констатирано никаков пропуст во нашето финансиско работење, тоа ќе стои како еден вид јамка околу нашите вратчиња или можеби подсетување дека можеби ќе не држат за тие постапки кои што биле водени против нас. Ние во неколку наврати имавме пресконференции и баравме конечно да ги добиеме решенијата, без оглед на тоа што ќе биде содржина на тие решенија. Тие постапки мораат да добијат официјална разрешница, како и судските постапки кои што се водат против граѓански активисти, кои што се бореа против режимот за време на шарената револуција. Се уште трае постапката на Здравко Савевски, Мариглен Демири, Павле Богоевски, се одложуваат константно. Значи, тие луѓе ќе одговараат затоа што се бореле против режимот, а во исто време, нели, експресно се водат некои судски постапки. Мислам дека, доколку сакаме да поставиме здрави основи за градење на едно демократско општество, ќе мора да ги расчистиме сите оние работи кои што беа дел од едно лошо минато, од еден режим. Граѓанскиот сектор мора да функционира во една атмосфера која што ќе му даде простор да биде критичен, но не при тоа да трпи последици од своите критики. Критиките мораат да бидат разбрани само продуктивно,
не контрапродуктивно. Овие меморандуми за соработка ние што ги подпишуваме со институциите значат простор за дејствување. Меѓутоа, времето ќе покаже лесно може да се претворат во декор кој што бил потребен да ја разубави сликата пред Брисел. Не само тоа, Брисел. тоа не значи дека ако ние сме подпишале меморандум за соработка дека ние нема да бидеме, да продолжиме да бидеме критични спрема она што го прават институциите. Тука мораме да направиме кратка пауза за реклами, а потоа и со конкретни примери кои се институциите кои од година во година се повторуваат на црниот список или еве да кажеме на ѕидот на срамот на омбудсманот, бидејќи некои институции направија свој ѕид на срамот, например на неплаќачи на долгови, кои се институциите кои се повторуваат на тој ѕид на срамот и зошто. Се враќаме назад во студиото, а како вовед во продолжението од дебатата и подсетување на кои се институциите кои што со години низ извештаите и на Народниот правобранител, а и на Хелсиншкиот комитет се први на листата на оние кои што најмногу ги прекршуваат човековите права, а во исто време и најмногу одбиваат соработка. Дисциплинските органи на Адвокатската комора бавно или воопшто не постапуваат по представките на граѓаните околу постапки на адвокати, а самата комора ја попречува работата на Народниот правобранител, бидејќи не постапува по неговите интервенции. Македонската радиотелевизија, заедно со УЈП, незаконски наплатува радиодифузна такса, а Канцеларијата на Народниот правобранител добила над 1000 представки од граѓани кои биле спречени да докажат дека неосновано се евидентирани како врзници за плаќање. Скопскиот водовод и канализација ги крие информациите од Народниот правобранител околу отпишувањата на долговите за потрошена вода и комунален отпад. Водовод ниту одговорил на прашањата на омбудсманот, ниту пак ја доставил бараната документација. 5 случаи на полициска бруталност се евидентирани од представници на Народниот правобранител и за нив се поднесени кривични пријави. Меѓутоа, јавното обвинителство допрва треба да ги процесуира и со тоа да стави до знаење дека бруталноста нема да се толерира. Кабелски оператор склучил договор со лице без деловна способност, а потоа се заканувал со тужба кога неговиот старател се обидел да го раскине. Скопјанка, која живее во Ѓорче Петров, на молба од скопскиот градоначалник отстапила дел од својата куќа за да може да се пробие улица. Како компензација добила ист дел од куќата изграден на државно земјиште. Меѓутоа, општинската инспекција ја прогласила за дивоградба и ја урнала и покрај барањето на Народниот правобранител за време на одлагање. Ова се само мал дел од случаите на кои работел омбудсманот во 2016 година. Според официјалните информации, Канцеларијата на Народниот правобранител минатата година добила 3775 представки од вкупно 4200 граѓани. Во 2016-та правобранителот постапувал по 4718 представки. Над 1000 добиени представки се однесувале на финансиите и финансиското работење, а веднаш зад нив е правосудниот сектор, за кој граѓаните поднеле 577 представки. Бројни представки се добиени за повреди на права при социјална заштита, во казнено-поправните установи и при постапувањето на полицијата. Извештајот на правобранителот за 2016 година покажува дека Канцеларијата отворила постапка по 4055 представки поднесени од граѓани. Од покренатите представки правобранителот успел да ја заврши постапката по 3093. За 962 представки постапката се уште е во тек. Во околу 1500 предмети по кои постапи Народниот правобранител минатата година беа констатирани повреди на човековите слободи и права. Во 90% од овие случаи, државната администрација и јавните предпријатија ги прифатија интервенциите на омбудсманот. Народниот правобранител во својот извештај упати остри критики до неколку министерства и државни институции кои одбиле да постапат по нивните укажувања или пак воопшто не соработувале. Поради несоработка, односно грубо попречување на неговата работа и поради несуштински и неформални одговори, особено од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Министерството за здравство, Министерството за правда, Управата за јавни приходи, Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, Народниот правобранител не успеа да спроведе целосна постапка за заштита на човековите слободи и права. Непочитувањето на законските рокови за одговори и доставување на решенија, катастрофалните услови во казнено-поправните институции,
нефункционален правосуден систем и повреда на економските и социјални права на граѓаните се нотирани и во извештајот на Хелсиншкиот комитет за 2016 година. Како и правобранителот, и комитетот има своји препораки како да се надмине моменталната состојба за системот конечно да профункционира во корист на граѓаните. Ете, тоа беше аргументирано подсетување на она што на почетокот го реков копи-пейст, ископирано, меѓутоа не во смисла дека не пишувате нови извештаи, туку во контекст на тоа дека институциите се повторуваат од година во година. И сега, ова е новиот прибе, може да го извадиме. Стариот, конечно, прашањето е дали ни требаше прибе да ни го каже ова, бидејќи самите си го знаевме. Меѓутоа, како да почне да се функционира, се враќаме на централно прашање, кога и самите институции и бранители на човековите права газат на минско поле. А тоа минско поле се прво не до крај расчистени законски позиции и второто неодговорни институции или службеници во нив. Видите, јас не би посакувал повеќе да зборувам по однос на позицијата на народниот правобранител, затоа што сметам дека таа... Генерално говорам. Да. Сепак, мислам дека од новата влада имам причина да верувам дека поинаку ги прима работите, дека поинаку комуницира со институцијата народен правобранител и што е уште поважно, дека неколку од посебните извештаи со моје инсистирање успеав да ги стават на дневен ред на седница на влада и да им наложат на министрите да ги подобрат системите. Тоа било во неколку случаеви по однос на работата на полицијата и во неколку случаеви по однос на Министерството за образование. Имаме еден куп наши општи препораки кои се однесуваат на социјалниот ризик, на социјалата и посебно за правата на децата. Посакувам, ја гледам новата министерка покажува волја, посакувам и во тој дел владата да заземе чврсти ставови, да изнаоѓа буџетски средства, не само право да има на хартија, односно да го имаш правото, а од друга страна не можеш да го оствариш затоа што немаш пари. Ако тоа не се ефектуира, тоа останува излишно е дека граѓанинот го поседува тоа право. Кога зборуваме за повторување на несоработката или попречувањето, од кога памтам јас, 12 години сум во оваа институција, поголемите проблеми биле со Министерството за внатрешни работи. После тоа, неколку појави на игнорирање на институцијата се случија зависно од тие што раководеа со Министерствата. Имавме страшни проблеми со Министерството за финансии во претходната влада. Имавме големи проблеми со Министерството за здравство. И точно се знае кои носители на јавни функции биле на таквите места, на кои ако им го спомнеш институцијата народен правобранител, тие не само што бега од тоа, туку тие прекројува планови како таа институција да не успее. Особено ако бил министер за финансии, ќе ви скрати од буџетот. И сега имам големи проблеми, мада успеав до негде со новиот министер. Видете, на крај на година јас не ќе можам да го искористам буџетот за 12% во ставката плати. И тоа не е добро менаџирање со институцијата. Иако се прашуваш зошто е тоа така, тоа е поради тоа што сум зависен од извршната власт за да ми дадат тоа што вика Прибе дека не до крај се направија реформите во системот по однос на самостојноста на оваа институција. Така да, ова што рековме дека нема да зборе, да се вратам повторно на клучното. Сепак поголема транспарентност на самата институција, на мене лично додека сум на оваа позиција, се поголемо јавување негово, затоа што тоа е најакиот инструмент во средствата за јавно информирање. Поготово јас посакувам да после 10 години учествувам на некоја дебата или на некоја емисија на јавниот сервис кој го плаќаат граѓани. Треба да се реформира. Откако ќе се реформира, може за сега немам, затворени се вратите има таа таму. привилегија само премиерот, така што.
Јас морам да се согласам, иако сум критички настроена секако, и пак ќе кажам, тоа е онаа предпазливост која што верувам и скепса која верувам ќе ја имаме, поради сето тоа нешто поминавме. Меѓутоа, факт е дека можеме сега, достапни ни се институциите, значи можеме да побараме информации, да ги добиеме, да препорачаме, и мислам дека вашето прашање, како да функционираме во вакви услови, одговорот на тоа прашање токму низ тие јавни дебати кои што сега, после толку години се случаи. Како позитивен пример, народниот правобранител го спомена Министерството за труд и социјална политика. Јас ќе ви кажам, тоа што го направи министерката Царовска е навистина нешто што е за поздравување. После 20 години повторно започна процесот на деинституционализација. Таа заедно со нас ја посети Димир Капија, го започна процесот и се работи. Работат представници на граѓански организации и меѓународната заедница. Премиерот дојде со нас во затворот Идризово. Со своји очи виде што се случува. Премиерот исто така... Иако јас тука имам друга теза, ситуацијата требаше да биде обратна, бидејќи премиерот е како премиер газда на таа институција, требаше тој да ве покани вас, па да му кажете што треба. Да, но ние имаме право да влегуваме. Да, во ред, меѓутоа, тука протоколарно малку несогласување имам како дека протоколот беше важен во таа ситуација, затоа што, знаете, ни се случило премиер во регионот да отиде во таков затвор од типот на Идризово. И ни се случило да премиер дојде на прослава на ЛГБТ центар за поддршка, каде што премиерот го даде своето ветување, меѓу другото, дека ќе бидат повторно отворени случаите на нападите на ЛГБТ центарот. Дали овие акти на поединци се некаква најава дека сепак се оди кон изградба на тој систем кој што ни е неопходен, бидејќи сепак се ова акти на поединци. Без оглед дали била Царовска, дали била Рената Десковска, дали бил самиот премиер или било кој министр. Еве, од вас овој завршен крок. Јас не се согласувам дека премиерот е исто како секое друго лице, секој друг граѓанин, од аспект на ова што го зборуваме, значи промоција на почитувањето и заштитата на човековите слободи и права. Тоа значи ќе го поврзам со тоа што го кажав претходно, во смисла дека јас мислам дека сегашната влада покажува подобра волја, овие се тие аргументи, во правец на подобрување на состојбите во споредба со тоа што се случуваше во последните 10 години. И исто така ќе го повторам тоа дека човековите слободи и права не е доволно само да ги третираме како такви. Туку мора да одиме заедно со другите вредности на една солидна демократија, тоа е владењето на правото и независното судство. Значи, и јас се надевам дека владата ќе работи во овој правец, генерално. Значи, и промоција на човекови права, и поддршка на институциите. Ние имаме голем број на институции што се создадени од страна на нашите закони, меѓутоа после поради немање на политичка волја се блокирани во нивната работа. Нема финансиски средства, дали е Комисијата за заштита од дискриминација каде што сте член едно од тие? Да, точно е така. Значи, Комисијата за заштита од дискриминација, јас сум таму член, тука сум во лично својство како професор, меѓутоа Комисијата за заштита од имам впечаток дека како да не сакате тоа да ви се споменува. Толку е лоша. Јас лично? Да, толку е лоша состојбата во таа комисија, толку сте како професионалец незадоволен од тоа што го испорачавте или? Не е точно. Јас зборувам значи како комисија, за комисијата како тело. Значи комисијата е типичен пример на функционирање на поранешната власт во создавање на едно тело и кратење на корените на истото тело со цел тоа тело да не функционира. Нашето тело, да речеме комисијата, нема никакви финансиски средства освен хонорари за членовите. Значи нашето тело има надлежност да промовира еднаквост, да направи студии, да направи истражувања, да држи статистички податоци, а нема пари за тоа. Требате и вие кои да премете куките да се ги продавате. Нашето тело, Комисијата за заштита од дискриминација, нема стручна служба.
Не, прашањето е следно. Тоа се начини. Може би сите други регулаторни и надзорни тела паѓаат под сенка на омбудсманот затоа што овој е погласен, овој само плаче, овој и така натаму. Сега не е тема Комисијата за заштита од дискриминација, секој е почитен таа е глас. дел од Таа има исти статус како и народниот правобранител. И низините членови ги бира Собранието на Република Македонија и таа треба да има независен буџет. И луѓето кои што работат во комисијата треба да бидат независни. За жал и првиот председател и овој сегашниот се вториот уште повеќе член на ГДОМ и еден од членовите на УНОВСКИ кои што излегуваат со онака транспарентно фашистички идеи. Колку граѓаните ја препознаваат таа институција по однос на заштита и промоција од дискриминација во споредба со омбудсманот. Видите, таа е создадена да ги промовира и штити и го контролира, да кажеме, или има надлежност и над приватниот и над јавниот сектор. А омбудсманот само над јавниот сектор. Јас имам повеќе од вас, од комисијата представки. По завршно прашање мораме да завршиме сосема кратко за сите. Дали сиото пројавувате сите оптимизам дека има назнаки дека ќе почнат работите да се движат по посакуван пат во изградба на систем, да не остане на поединци и институции. Дали првиот и вистински тест ќе биде формирањето на независно надзорно тело над УБК или новата агенција за прислушување која што се најавува, бидејќи една од сугестиите кои што засега не ја препознавме во концептот, не е доработен, беше токму таква контрола на релација и во соработка народен правобранител и граѓански сектор. Еве, од Бекин, па да го завршим, имате сите по околу 40 секунди за... Добро, јас ќе ви дам краток поднос на вашето прашање. На господинот Мемети морам да му одговорам, зашто ме праша. Значи, мојата цел беше дека нашата комисија треба да биде независна, а поради тие недостатоци што ги има, не е независна. И токму тоа фактички покажува дека законодавецот во моментот кога се усвои законот немаше политичка волја да ја даде на комисијата капацитет да таа може да работи функционално и независно. Со сите аспекти на независноста, без да навлегувам во тоа прашање, некои недостатоци ги имаме заеднички во аспект на финансиска независност и слично. Значи, јас имам подредена надеж дека сегашната влада ќе преземе определени чекори во тој правец на промоција заштита на човекови права. Повторувам, мора пристапот кон човековите права да биде комплементарен. Не може да ги изолираме од другите демократски вредности. Мора да се работи во сите правци, пристапот да биде комплементарен со цел и нивната заштита, промоција и институциите на човековите права да може да вршат нивната функција. Пироска. Јас ќе продолжам да бидам оптимист доколку постои сегашнава пракса да се разговара, да се организираат јавни расправи, собранието да биде местото каде што ние ќе ги изнесуваме своите ставови и ќе дебатираме. Јас сметам дека тоа е начинот на кој што се гради една демократска свест и дека на тој начин ние можеме да растеме. И доколку и понатаму институциите како досега реагираат на нашите критики, па и понекогаш ги менуваат своите одлуки. Дали ова тело, надзорот на ДУБК ќе биде првиот тест голем? Голем тест ќе биде, затоа што тоа тело, вие знаете дека и народниот правобранител во принцип според закон можеше да влезе. И може да влезе, и треба да влезе, и да му бидат дадени од таму податоци. И затоа е потребно такво тело кое што ќе биде фокусирано само на работата на УБК, за да не ни се случи повторно тоа што се случи. Меѓутоа, подсетувам, треба да профункционираат и комисиите во собрание. Не случајно ние имаме надзорна комисија во собрание. 15 секунди. Не сте идеалист кога барате враќање на диалогот и со невладиниот и со сите во собранието, ако пратениците ни ги носат на диалог у Жан Моне? Па, они ќе пораснат така, доколку дебатираат со нас во собрание.
Може би и нивната свест ќе порасне Ама доколку ги слушаат нашите ставови. За да дебатираат ќе ги носат во Франција. Мети, сосема накратко, дали тука ќе биде вистинскиот тест за капацитет, не само волјата, туку и капацитетот на новата влада да тргне напред, за да немаме нови песни во кои Иџет Мемети или Катица Јанева ќе се појавуваат пред вратите на УБК и ќе повторуваат отвори, а нема кој да им отвори. За жал, моето мислење е дека треба да чекаме, да се увериме во добрите намери што сегашната влада ги има, по однос на тоа да овозможи надзор, односно контрола и на таквите служби. Има добри сигнали. Јас имав и средба со Министерството за внатрешни и со директорот на УБК, додека пред известно време тие не сакаа да помислат дека може УБК да биде контролиран или мониториран од тоа надворешно тело над работата на полицијата. Сега има поинаков став и веќе утре имаат состанок работната група. Верувам дека тој ќе биде добар чекор за поквалитетна контрола на таквите служби. Кога сите анализи завршуваат со тоа, останува да видиме, значи многу прашања се уште отворени и под резерва. Во секој случај ви благодарам за вечерашното гостување кое што го сметам како придонес во таа дебата. Останете и натаму со Телман, следува Инсайдера, потоа ноќното студио со Снежана Лупевска вечер.